Добро вечер на сите, здраво живо. Ви благодарам што сте тука вечерва заедно да подискутираме на тема локална самоуправа. Дозволете најпрво да се представам. Јас сум Дејан Павлевски, председател на Комисијата за локална самоуправа на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Вечерва со мене, мои соговорници, дискутанти се градоначалникот на општина Куманово Зоран Дамјановски, и двајца поранешни успешни градоначалници Јане Вртевски и Љупчо Кец Мицковски. Пред да почнеме со темата, дозволете да направам само една паралела. Кои сме ние и зошто сме тука, а кои се тие позади и што бранат тие? Зашто ние се бориме? Што тие бранат? Кои се нашите принципи? Кои се нивните принципи? Дали воопшто имаат принципи? Тие се чувари на статус кво состојбата. Тие се чувари на извитопереноста. Тие се исплашени и изфрустрирани луѓе. Тие се радуваат и ја посакуваат туѓата несреќа. За разлика од нив, ние се бориме за промени, ние се бориме за подобар и поквалитетен живот, ние сме храбри и достоинствени и исправени пред предизвиците на денешното време. Ние се радуваме и ја посакуваме слободата. Тие имаат очигледно неколку принципи по кои што функционираат. Ние сме лудаци, нас нешто ни фали, ало миле ми текна, немаме за леп, а купуваме чоколадо. За разлика од нив, ние функционираме и сакаме да функционираме следниот принцип. Реално да ги согледаме проблемите, да се соочиме со вистината, да понудиме можности, решенија и да го подобриме квалитетот на живење на сите граѓани во Република Македонија. Па мислам дека разликата е очигледна. Добро, да се вратиме на она зашто сме денес тука. Како што напоменав, ќе разговараме за локалната самоуправа. И нема да можеме да ги опфатиме сите аспекти на локалната самоуправа, затоа што тоа е едно огромно подрачје. Но ќе пробаме да ја согледаме каква е моменталната состојба, кои се проблемите и да дадеме некаква визија, наше видување каква треба да биде локалната самоуправа. Односно, каква требаше да биде локалната самоуправа доколку не ги изгубевме овие 9 години со оваа власт. Гледано низ историјата, локална самоуправа во разни форми како механизам постоела уште од турско преку српско и бугарско, но формата како форма и механизам може да се најде некоја паралела историски, но секако суштината и целта е сосема различна. Ние сакаме локална самоуправа да биде за граѓаните, граѓаните да бидат во центарот на локалната самоуправа, а не локалната самоуправа да биде механизам на централната власт за да ги држи под контрола луѓето, односно граѓаните. Токму затоа, пред се, местото на локалната самоуправа, односно улогата на локалната самоуправа, не е само да ги доближи сервисите до граѓаните, туку многу повеќе да го демократизира општеството, да допринесе за дополнителна демократизација на општеството. Граѓаните да може да одлучуваат што им е потребно, да учествуваат во креирање на политиките, да знаат како се трошат и каде се употребуваат нивните пари, да ги дефинираат приоритетите.
таква локална самоуправа ние сакаме и за таква ќе се залагаме. Дополнително, локалната самоуправа би требало да биде и може да се разгледува и како четврта независна власт во државата, нели покрај законодавната и судската, со тоа што дополнително во општеството ќе се распредели моќта и одлучувањето во државата. Да не биде све централизирано, како што е во моментов. Еден центар на моќ да одлучува за се. Тоа значи дека самата локална самоуправа, односно граѓаните, треба да одлучуваат за нивните приоритети, а не некој, без разлика дали е премиер, ќе одлучува каде што е потребно, на кого што му е потребно. Насловот на денешната трибина е составен од два дела: централизирана децентрализација и во секој проблем се крие можност. И не случајно е така, ќе пробам да образложам. Првиот дел од насловот, централизирана децентрализација, во суштина ја отсликува моменталната реалност во Република Македонија. Ние имаме локална самоуправа која тргна во децентрализација, но е заглавена и реално се враќа, односно имаме централизирана децентрализација. Од еден центар на моќ се управува. И вториот дел од насловот е: во секој проблем се крие можност, односно свесни со проблемите со кои што сме соочени не само во локалната самоуправа, туку воопшто во државата, дали од овие проблеми ние ќе гледаме само проблеми или пак можност која што ќе не избави и ќе направи едно подобро општество и посреќно општество, каде што сите ќе живееме поквалитетно. Ќе пробаме низ три теми да подискутираме со дискутантите. Пред се финансирањето на единиците на локална самоуправа, односно како се управува со парите на граѓаните, со нашите пари, дали граѓаните учествуваат во дефинирање на приоритетите, дали има транспарентност во работата на единиците на локална самоуправа, дали има отчетност за трошење на нашите пари и дали има контрола на трошењето на нашите пари. Понатаму, децентрализацијата и каква е реалната состојба. Низ повеќе аспекти. Пред се сервилниот однос, поданичкиот однос на градоначалниците на владеачките партии во однос на централната власт и притисоците на централната власт врз градоначалниците од опозицијата. Понатаму, каде е ЗЕЛС, ако се сеќавате што е тоа ЗЕЛС? Само да ве потсетам, ЗЕЛС е заедница на единиците на локална самоуправа, која што како форма е дефинирана со закон и би требало да биде партнер на централната власт, но реално тоа не постои во моментот, не функционира. Тоа е уште еден доказ дека имаме централизирана децентрализација. И третиот аспект ќе биде каков рамномерен регионален развој имаме во моментот, дали воопшто има, дали е рамномерен или е можеби нерамномерен, и како тоа влијае на квалитетот на живот и дали влијае на одселување на пред се на младите од своите огништа. Па, како што спомнав, во отприлика тука ќе се движи нашата дискусија и ќе пробаме да дадеме и одговор дали има надеж за реалната моментална состојба. Па сега би повикал градоначалникот на општина Куманово Зоран Дамјановски да земе збор.
Добро вечер, другари и другарки. Почитувам председателе, синоним на борба, новиот македонски Гоце Делчев тука е со нас. Човек што ги уздрма тебелите на ова зграда, символ на кич и она што е најнегативното, имате 10 години. Еве ми давате чест вечерва, еве мене со вас, еве рад со душманите. Тоа е една историска реченица изречена пред 200 години. И јас имам чест денеска на оваа трибина како синоним на слободата и отпорот. Куманово, како најголема општина во Република Македонија и Струмица, се единствени општини кои се синоним на отпор и борба на една обнародена власт. Ова ќе сакам да го елаборирам кроз неколку сегменти како градоначелник во 3 мандата на најголемата и најзначајната општина, бидејќи Куманово е синоним на етнички состав на Република Македонија и многу важен сегмент во Република Македонија за градење на граѓанско општество. Како подпредседател на ЗЕЛС во 2 мандата и во 4 мандата председател на Североисточен плански регион. Имам некакво искуство кое сакам да ги споделам со моите соработници. Тука е човекот што води комисијата за локалниот развој Дејан Павлевски и тука е Вртевски кој многу време работи на проектите за локална самоуправа, Кец кој исто во едно време беше на сопишни градоначалник, луѓе кои научија и видоа што значи децентрализацијата и на некој начин сме пионири на овој процес. Јас имав среќа, односно голема несреќа, да од 10 години мој мандат, 9 години бидам опозиционер, да 9 години работам во процесот на децентрализацијата. Мојот мандат почна со децентрализацијата и имам некакви емпирии кои во животот ги стекнав како резултат на сознанието што е негативното, а што е позитивното во еден од најдемократските и важните процеси и главниот столб во демократијата. Не случајно во раковниот договор еден од 3 столба беше децентрализацијата. Бидејќи децентрализацијата беше главниот столб за демократизација на општество, со тоа што се дава непосредна улога на граѓаните во одлучување и креирање на политиката на локално ниво. И тоа започна од 2006 година. Почнавме од една неосознаена можност како да ја регулираме таа материја, бидејќи 15 години пред тоа беше комплетно децентрализирана политика во Република Македонија. И видите, у овој период кога господинот кој денеска се прегласува за најголем диктатор во Европа и тоа со многу од меѓународниот фактор силни упатствија дека е поголем диктатор од Милошевиќ, а поголем клептоман од Санадер. Значи, во времето во кое работев и ја фундирав судбината на најголемата општина, стекнав многу горко искуство. Значи, во многу сегменти локалната самоуправа имаше многу тешки премнежија. Куманово во моментот е нецрната точка во Република Македонија, баш за тоа што на лидер на општина Куманово е човек од СДСМ Зоран Дамјановски. И јас ќе ви кажам неколку сегменти во она што значи да се гради децентрализацијата во едно време, во една власт кој итекако сакаше се да биде во нејзини раце. Тоа всушност со аферата прислушкување многу работи на целата јавност македонска, меѓународната јавност е јасно. Значи, не успеавме да направиме фискална децентрализација. Ја не сакам да зборува после за таа проблематика, меѓутоа, ако една држава која сака да децентрализира власт со 3,2, 3,5, 3,8, 3,9 до 4% од вкупниот буџет, значи од вкупното ДДВ собрано на ниво на држава, не може да се гради независна локална самоуправа, која треба да креира локален економски развој, да креира развојна програма, да формира социјална програма,
културна програма и се она што припаѓа. Гледам еден мој пријател од Куманово, од Мекова, фамилија, голема боречка, првоборечка фамилија, ме прашува зошто Мекова колиба не е регулирана. Преди тоа што е национално, поднационална установа, националната установа во Куманово нема грижа за културата. Нема грижа за социјалата, нема грижа за образованието. Замислите, најголема локална самоуправа, во која има 20.000 ученици, 2.000 луѓе вработили во образование, 1.600 наставници и професори, нема ни една капитална инвестиција во образование. Локална самоуправа, значи нема ни една, одговорно тврдам, локална самоуправа која има најголем број на новородени деца во Република Македонија, сем Скопје, Скопје има 8 општини, нема изградено ни еден квадратен метар градинки. Излегуваат со белата книга и викаат имаме 100 училишта и 50 градинки. Иако на 7% од Република Македонија по популација и по географија, Куманово тоа, нема еден динар капитална инвестиција. За каква фискална децентрализација ќе зборуваме? Значи, ова што го прават е резултат на нивната желба да командат со судбините на сите гласачи преку субвенции во социјалата, земјоделието, културата, културните работници и големите наши умови во минатото кои беа купени за ефтини пари, за 2 авионски билета за Лондон, за Париз или било каде и да пишуваат одбрана за неодбранливото, а тоа е коруптивноста и злото на Македонија во овие 9 години. Дефинитивно преку локалната самоуправа ги фундираат идните изборни процеси, кога имаат 85% од локална самоуправа, многу лесно манипулираат со гласачкиот капацитет. Затоа сите сили ги уложија 2013 година да Куманово биде општина Вамаровска. Па колку беше радоста во првиот круг. Па фризурите, 25 прасија беа испечени, 6 пеачи од најголемите македонски звезди беа спремни да го прослават големиот успех и вториот круг се случи фијаско. Тоа е нешто што кумановскиот народ го препозна. Тоа е кумановскиот народ што го знае. Меѓутоа, да не зборуваме за историјата. Ќе зборуваме за слабостите на оноа што во изминатите 9 години го препознаат сите. Секој меѓународен обсерватор кој доаѓа во Македонија и кој ги поставува тезите за на ниво на локална самоуправа, ја не зборувам за централна политика и за главната политика на Социјалдемократскиот сојуз. На сите е јасно дека Куманово е експеримент како се врши една огромна супресија, една пресија на граѓанството само да ја земат назначената карика во нивната агенда, а тоа е да го земат Куманово во Вамаровски град. Бидејќи Куманово традиционално е лев град, град херој, град првоборец, тоа е борбата која ја водат постојано. Меѓутоа ќе се вратам сега на процесот на децентрализацијата. Не може да правиме, кажам за фискалната, ќе зборува Јане и Кец за таа работа, меѓутоа ќе кажам за сегменти во културата, ќе кажам во сегменти во транспорт и врски. Не може да правиме децентрализација ако сакаме да имаме креирање на локален економски развој, на развојна програма на општините, да зависиме од секојдневно мислење на подрачната на ресорното министерство и да имаме одговорност за 7 дена да издадеме дозвола, а 6 месеци да имаме одговор на жалба на некој за кој ние сме издале дозвола. Додека нема отидат кај Милена Киевски и да направат или потурчување на определена група бизнисмени кои сака да градат, или да имат некои лукративни цели за нивните фамилии, познато од аферата прислушкување. Не може да правиме социјална политика ако даваат само социјална подршка на луѓе кои гласат за нив, циганите ги влецат за уши, шиптарите за врат, не знам овие за оноа. Значи, со таква политика индивидуална правиме недефиниран однос и селективен пристап во нашето општество, а дефинитивно имаме генерална реперкусија во изборниот процес. Значи, локалната самоуправа, основна келија во
избирачкиот процес. Сите овие сегменти што сакам да ви ги кажам е дел од онаа што се случуваше 9 години. Тоа е еден процес кој комплетно го девалвира главниот столб на демократијата. Македонија нема демократија, а демократијата се недобро осликува преко децентрализацијата, бидејќи тука е непосредно учество на граѓаните во креирање на својата иднина, односно својата средина. Затоа имаме над 10.000 кумановци иселени во задни 10 години. Затоа имаме безбедносна криза, бидејќи граѓаните на Куманово од сите етнички заедници почувствува заедницата дека институциите не се рамноправни како во сите во Македонија. Не може. Многу пати поставува прашање на сите министри, на германската амбасадорка, на америчкиот амбасадор, не знам на кој што доаѓа, европскиот комесар и така натаму. Дали е можно во Берлин да се уложи 500 милиона евра, а на 35 километри, на 7% од Македонија, најголема општина, 10 години да нема 1 евро инвестиции. Луѓето се гледаат, дали може тоа да биде у Франкфурт, да нема у Минхен. Тоа беше нејасно и неразбирливо за нив. Ние сме експериментална општина, општина на селиштата, општина со недобри регулирани инфраструктурни проекти, бидејќи обстануваме само за основни работи кои се функција на општината. Во таква една морбидна атмосфера имаме партизирано судство кое за задоволство на нивните големи оснивачи и ветерани донеа историска одлука за една нива на 6 километри од Куманово, донесе одлука за 2 милиони евра надокнада после 35 години судски процес, за која општината со два такви процеси е блокирана со повеќе од 3,5 милиони евра. Во таква креација на фискална политика на локалната самоуправа, Куманово ги прежува нетешките моменти од ослободувањето од 45 година. Сме изложени на големо искушение, меѓутоа јас имам голема благодарност према моите граѓани кои во овие тешки моменти рекоа нон пасаран на големиот диктатор, тоа е Никола Груевски. Како подпредседател на ЗЕЛС се борев 2 мандати, 8 година. Задни 2 години не учествувам од мојот револт и бојкот према таа институција, бидејќи владата си направи паралелен ЗЕЛС. И пазите, ние имаме ЗЕЛС во кој учествуваме ние две општини од опозиција, Ранковци како рурална заедница, Центар како еден дел со 50% ингеренција од укупниот капацитет на законите за децентрализација. Имаме 85% во мировски општини, каде идат после секоја седница у влада и си прават своји развојни програми. И во таа констелација, кога имаме две паралелни поставени организации, не може да функционираме како заедница. Многу често ми се лутат на страните посматрачи зошто го богатирам ЗЕЛС. Додека не се формира орган кој ќе биде преговарач со владата, а не орган на владата, јас нема да учествувам во таква една епизода каде треба да глумиме само статисти. Јас статист не сум бил никогаш, секогаш сум бил централен играч и ќе останам. И на крај да спомнам за рамномерниот регионален развој. Денеска добив 4ти мандат за председател, значи на 2 години. Пазите, Законот за рамномерен регионален развој е 6-та година, односно 7 година поред, и законот е многу експлицитен. 1% од бруто национален доход треба да биде поделен на регионите пропорционално на моје жалење или среќа 17,5% од тие средства, а тоа е пропорција негде 14 до 15 милиони евра на годишно ниво регионот Североизточен треба да има. И замислите, во изминатите 6 години влогот на владата не секоја година, значи има два прескока измеѓу, е 150 до 200.000 евра, кој е доволно само за тековно одржување на канцеларијата за Североизточен плански регион. А преко руралниот развој се дела само на нивни општини, таму кај треба да купуваат гласови, Паланка,
Кратово, Зинго постана и Кратово како центар на светот. Германците кога го освоиле, мислеле дека тука завршува земјината плоча и дека е тоа крај на светот. Сега, одеднашка Кратово постана центар на светот, најголеми инвестиции ги направи у Кратово, најголемата општина у Куманово нема динар инвестиции од равномерен регионален развој. Значи, сакам да констатирам дека сите закони се донесени во согласност со амандманите и рамковниот договор од 2001 година. Ниједен не се почитува, ниједен не се следи, се употребува за дневна актуелна политика и за политички маркети на власта предводена од господинот Груевски, кој направи најголемо зло во историјата од 45-та до сега. Нека му е слава и се надевам дека во со поскоро време ќе застанеме на демократијата и слободата на Македонија. Благодарам. Збор има Љупчо Кец Минсковски. Повели. Благодарам, Дејан. Добро вечер и од мене, почитувани сограѓани. Ја имаме оваа чест овде да ве поздравам вас присутни, да го поздравам председателот на Социјалдемократскиот сојуз, другарот Зоран Заев. Воедно сакам да ви честитам на упорноста и на храброста која што ја давате овде во овој камп на слобода, за слободата и демократијата на Република Македонија. Воедно имам чест овде заедно со моите колеги и другари, заедно со вас да зборуваме и да разговараме за локалната самоуправа. Локална самоуправа која уставно и законски се темели врз Европската повелба за локална самоуправа, усвоена од Европскиот совет во 1985 година, како децентрализација на широка листа на јавни функции и самоуправен карактер на локалната власт. За разлика од градоначалникот Дамјановски, кој што е се уште актуелен, кој што е во областа на локалната самоуправа, децентрализацијата и сите останати надлежности на општините, зборуваше пред мене. Јас во мојава дискусија имам одредени забелешки кои што ќе сакам накратко да ги презентирам со вас, се со интерес и со цел да ни простане малку повеќе време, да можеме да дебатираме и да поставите соодветни прашања. Значи, сакам да истакнам дека не може да се зборува за самостојна локална власт ако не е обезбеден основниот услов. Тоест, ако нема доволно финансии за спроведување на со закон дефинираните надлежности. Се поставува прашањето дали сегашните политики во Република Македонија обезбедуваат доволно финансиски средства за општините со кои тие ќе можат успешно да ги извршуваат дадените надлежности. Краткиот, но едноставен одговор е не. Општините немаат доволно средства или пари за да ги финансираат надлежностите што им се пренесени, а и тие што им се распределени не се доделени рамноправно и ефикасно. Нешто за кое што умеѓу време зборуваше градоначалникот Дамјановски. Едноставно нема доволно јавни пари за да се задоволуваат барањата на граѓаните за подобрување на услугите и трансферот на парите од едно ниво на власт на друго ниво неизбежно покренува и политички прашања. Во текот на владењето на оваа власт сериозно е загрозена автономијата на општините во Република Македонија. Реформите се запоставени и децентрализацијата на власта е во сериозен застој, посебно во фискалната децентрализација. Република Македонија се уште е една од фискално централизираните држави во Европската унија, а и пошироко во регионот. Значителен број на општини немаат изградено соодветни капацитети за да обезбедат соодветни услуги према граѓаните. Дури и некои општини низ Македонија рурални немаат соодветни услови во кои што ќе можат да ги обезбедуваат услугите према граѓаните. Транспарентноста и отчетноста не се на задолжително ниво, што е евидентирано во скоро сите извештаи на Европската комисија за напредокот на Република Македонија во Европската унија. Од 2008 година наваму континуирано во извештајот на Европската комисија се е евидентирана транспарентноста на буџетските процеси на носење на финансовите документи, посебно и на отчетноста при донесувањето на годишните извештаи или завршните сметки, со што во последните извештаи нагласено дека е зголемена и корупцијата и злоупотребата на службената положба од страна на функционерите. Наместо да се вгрижи за подобрување на квалитетот на животот на своите граѓани, локалната власт е ставена во функција на задоволување на потребите
и желбите на централната власт, која во нивно име одлучува каде, што, кога и како ќе гради или урива. Имавме прилика од последните така наречени бомби објавувани од страна на опозицијата да увидиме дека премиерот Груевски се грижи за тоа како ќе изгледа ГУПот на Скопје, како ќе изгледа ДУПот на Центар, како ќе биде интериерот на автобусите и на крај дури како ќе се руши Коспо зградата во општина Карпош, што укажува на тоа дека градоначалниците и општините се маргинализирани, а голем број од работите кои што се извршуваат за дадените општини се во надлежност на владата и на премиерот. Уште пострашно е тоа што во делот на фискалната децентрализација се повеќе сме сведоци на обратени процеси при одлучувањето. Тоест на еден вид централизација не само при распределбата на парите, туку и при одредувањето на приоритетите потребни на локално ниво, така што многу општини се ставени пред свршен чин, а градоначалниците се ставени во поданичка функција при реализација на проектите на владата. Иако општините најдобро ги знаат своите проблеми и потреби, тие не се вклучени во изборот на приоритетите. Во дефинирањето на постапките и критериумите за распределба на капиталните дотации, ниту во инвестиционите постапки, почнувајќи од јавните набавки, надзорот, мониторингот, па се до сечењето лента и конечното ставање на инвестицијата во функција. Денес со ваквото однесување се повеќе се наметнува перцепцијата дека локалната самоуправа ги губи белезите на власта и самостојноста. И се повеќе се има впечаток дека таа е во функција на владините политики, а не во функција на граѓаните за кои што и постои. Со ваква практика не може да се зборува за автономност и независност на општините од централната власт, ниту пак за успешна имплементација на децентрализацијата. Напротив, ова поттикнува партизација на локалната власт, нивна сервилност и послушност кон централната власт, што на крајот води кон повторна централизација или па во најмала рака кон централизирана децентрализација. Инаку Република Македонија е исклучително неравномерно развиена земја, огромни се разликите во степенот на развиеноста меѓу општините генерално, меѓу урбаните и руралните општини, меѓу општините во градот Скопје, а големи разлики постојат и меѓу урбаните и руралните делови во самите општини. Наместо да се намалуваат разликите во општините, се повеќе се предлабочуваат, а животот во руралните и помалите урбани општини замира. Голем број граѓани заминуваат во поголемите урбани центри и градот Скопје, а се повеќе млади луѓе ја напуштаат својата татковина Република Македонија. Крајно време е, почитувани сограѓани, да започнеме со отворена дебата и да се превземат конкретни чекори за надминување на веќе идентификуваните пречки за ефективна и ефикасна имплементација на фискалната децентрализација, реформата во локалната самоуправа, како и крајно време е оваа политичка гарнитура да биде казнета за начинот на кој што владее во Република Македонија. Конечно се поставува прашањето кој ги троши јавните пари. Вашите пари, нашите пари, народните пари. Овие позади нас. Владата на Република Македонија троши 90% од јавните пари во Република Македонија, а само 10% трошат општините и градот Скопје. Дали знаете дека постои Државен завод за ревизија во Република Македонија кој што има надлежност да јавно, транспарентно и отворено, навремено и објективно ги информира граѓаните, собранието, владата и други јавни установи околу трошењето на јавните пари. Зошто се важни ревизорските извештаи кои што ги објавува Државниот завод за ревизија? Преку тие извештаи кои што треба да ги има на увид општеството, може да се контролира дали власта работи во согласно со законите и прописите, дали власта го троши буџетот за утврдени цели и намени, дали финансискиот менеджмент на институцијата функционира добро и дали ја добиваме вистинската вредност за потрошените пари. Воедно, вчера овдека имаше дебата, трибина од Комисијата за образование, во која што другарот Петар Арсовски укажа на тоа дека во изминативе години се зголемени бројот на инспекцијските наоди или инспекциите по основните средните училишта или воопшто во образованието. Меѓутоа, во работата на Државниот завод за ревизија, кој што е надлежен да го надгледува трошењето на јавните пари,
работата е обратна, имено од 2008-2009 година наваму годишните извештаи за контролата и ревизијата на буџетите на општините се намалува. Имено во 2009 година вршено е ревизија на 21 општина, 2010 вршено е ревизија на 18 општини, 2011 на 9 општини, 2012 на 6 општини, за да во 2013 година е вршено ревизија на само 3 општини. Инаку, во суштина, Државниот завод за ревизија утврдува многу неправилности во работењето на голем дел од општините, кои што се во делот на буџетирањето. Не се носи буџетски календар со кој се регулираат роковите и носителите на активности, не се води јавна расправа за транспарентно носење на буџетот, а во истите извештаи Државниот завод за ревизија констатира зголемен број на вработени лица во општините по разни основи, ангажирани преку агенции за привремено вработување и со договор на дело за кој општините трошат и по 50 до 60% од сопствениот буџет на општините. Што ќе се смени и случи по завршувањето на оваа наша заедничка дебата овде вечерва? Сигурно политичарите на власт не можат да се наговорат да работат подобро, но вие граѓаните ќе бидете поинформирани и убеден сум дека ќе можете да ги казните на следните избори. Ви благодарам на вниманието. Благодарам, Љупчо. Сега ќе го замолам Јане Вртевски да се обрати. Јас ќе се обидам да направам само вовед кон она што значи ваше вклучување во вечернава дебата, така да само во неколку минути ќе наметнам неколку прашања кои што се значајни, кои беа најавени на почетокот на вечернава дебата. Прашањето за рамномерниот регионален развој или нерамномерната развиеност, ако сакаме да кажеме, во државата, е прашање кое што се поврзува со сето она што значи наше секојдневно живење. Ние не смееме да заборавиме дека и потреба да си го поставиме прашањето и секогаш треба да имаме свеста дека не има само 2 милиони. Утре не имаме само 1,5 милиони. За неколку години ќе не има само 1 милион. Политиките кои што се водат со години наназад, меѓународното обкружување, сите текови кои што се во овие делови на Балканот, па и во Европа, сите придонесуваат на овој или оној начин. Од тие аспекти, ако самите ние не се фокусираме на она што престои, што значи наш опстанок во делот на развојот и во она што сакаме да го постигнеме, да се задржиме на просториите во кои што живееме, да изградеме услови, да создадеме услови за генерациите кои што сега се тука и кои што утре ќе дојдат да бидат дел од оваа наша Македонија, без заедничко работење, без градење на решенија кои што ќе овозможат да од оваа состојба каде што сме сега тргнеме натаму, тешко дека ќе можеме да дискутираме, да разговараме за оние суштински прашања. Локалната власт, општината и другите институции, државата, ние ги дискутираме и ги гледаме по секој тој основ се институции. Меѓутоа, суштината, тоа сте вие, граѓаните. Сите ние, кои што овдека вечерва, заедно седиме и дискутираме за едно или за друг проблем кој што го имаме. Многу пати овие дебати на некој начин овозможуваат, еве јас ќе искористам можноста и во делот на она што се зборува дека Социјалдемократскиот сојуз нема своја програма или нема своји политики за одредени прашања. Доволно да се погледнат и едната програма, решенијата за Македонија, исто така и промените за нов почеток, ги опфаќаат сите главни политички правци и политики кои што Социјалдемократскиот сојуз ги предлага со години наназад, базирано на искуствата во практикувањето на постоечката власт од централно на локално ниво, па и во делот на регионалниот развој, меѓутоа согледувајќи врз основа на тоа, предлагал во своите програми решенија кои што ќе можат да и помогнат на државата да оди понатаму. Меѓутоа, не може да се каже дека со
еден обичен спин кој што се повторува постојано, дека Социјалдемократскиот сојуз не поседува програма, да енергијата на огромен број овде луѓе кои што ги гледам и оние кои што не се тука, кои што ја вложиле во изминатите години во развојот, во учеството во најразлични проекти заеднички со сите, во градењето на најразлични можни решенија за да може да се подобрат условите за живот на граѓаните да биде остварен. Ние кога зборуваме, јас повеќе од 20 на години работам во делот на локалниот развој и локалната политика, и она што многумина овде кои што ги гледам од граѓанските организации или од општините со кои што се соочуваат во секојдневното работење, сите тоа се најелементарните податоци врз кои треба да се базира планирањето. Ние денес веќе колку години немаме попис. Ние не знаеме колку имаме жители во градот, колку имаме во селата. Ние не знаеме каква ни е состојбата со бруто домашниот производ по регионите или по општините. Ние не можеме да планираме локално па да го градиме регионално. Значи, прашања кои што во наредниот период носат и поставуваат пред себе предизвици, како што беше на почетокот кажано, кои што мора да бидат основата за понатамошниот развој на целиот овој систем за кој што зборуваме. И на крајот, развојот не е локален, секаде е регионален. Значи, ние мора да размислуваме за окрупнување и гледање на нашите напори и начините на кои што тоа ќе можеме да го направиме. Бидејќи гледате и денес се зборува за отварање на технолошки индустријски зони и така натаму, во кои што во местата каде што се отвораат, па веднаш се бараат работници во сите околни соседни општини па и подалеку. Значи, капацитетот, човечките ресурси, кај нас без разлика колку зборуваме дека се на ниво кое што може да го поттикне, сепак се недоволни во одредени моменти и имаат потреба да развијат. Ова пред во еден контраст и на ова што беше кажано, и на тој начин ќе завршам со мојов дел на дискусија поврзано со развојот, е дека сите постојано мора да имаме во предвид дека стварноста бара трезвена глава, бара ангажман и интегриран пристап од сите оние кои што работат во различни области. Денес фокусот на една област не значи дека се развива и другата област и дека парцијалните решенија со минимални ресурси не даваат резултати. Мораме да размислуваме на фокусирање на ресурсите и одредување на приоритетите кои што меѓусебно ќе можат да предизвикаат понатамошен замаец на развојот во другите региони. Благодарам од мене за сега. Благодарам, Јане. Ова што го спомна Јане пред крајот во врска со програмата на Социјалдемократскиот сојуз, би сакал да се дополнам како дополнување на претходно на што беше спомнато, дека во секој проблем лежи можност. Па така би сакал да насочам дискусијата кон тоа дека покрај реалноста и проблемите со кои што се соочуваме, ние како политичари, воопшто политиката мора да нуди решенија, да даде надеж, но не лажна надеж, туку надеж базирана на реални проекти. Во таа насока не е точно, односно спин е дека Социјалдемократскиот сојуз нема што да понуди. Социјалдемократскиот сојуз има програма, но се разбира таа не е светина. Секогаш може и подобро и повеќе. Во таа насока и самата програма може да биде добра основа, но секако може да се дополнува и да се менува. Секако тоа најдобро може да се прави заедно со граѓаните, преку вакви средби, преку друг вид на средби. Во таа насока и локалната самоуправа, односно делот за локалната самоуправа е вклучен во
оваа програма која што реков може да биде добра основа, но која што треба да се дискутира и да се подобрува секако. Опфаќа 3 аспекти и тоа пред се подобрување на квалитетот на живот на сите граѓани на целата територија на Република Македонија. Значи сите граѓани мора да добијат сервиси кои што ќе бидат исти или слични без разлика каде живееме, дали во центар или во Куманово, во Прилеп или пак во некое село во источна или западна Македонија. Понатаму децентрализацијата мора и ќе остане наш приоритет, а се со цел, како што рековме и на почетокот, таа секако допринесува за дополнителна демократизација на општеството. И третиот концепт е дека централната власт нема и не смее да одлучува во име на локалната самоуправа и во име на потребите на граѓаните. Во тој контекст, врз основа на ова што досега го искажавме, би сакал да отвориме една дискусија, дебата, прашања, доколку имате нешто да кажете, ваши согледувања, ваши прашања, слободно. Прво господинот се пријави, па потоа одиме тука. Каде? Дојдете вака тука. Добро вечер на сите. Да се представам, јас сум од Кавадарци, по образование градежен инженер. Сакам да кажам еден проблем кој што го има Зоран од Куманово. 1920 година Вардарска Македонија е доделена на Кралство на Југославија како Вардарска бановина. Во тие први избори за локална управа во таа година победуваат 4 општини комунистите: Куманово, Скопје, Велес и Кавадарци. Да, и сега Зоран не знам каде е, да го прашам дали му е нему чест. Мене ми е чест со него да се поздравам. А дали нему му е, не знам. Сега ово искуство што он го има, ќе го кажам јас, слушано од еден професор мој на градежниот факултет по геодезија Диме Лазаров, доктор на науките. Бидејќи и тогаш, како и сега, централната власт врше пресија према оние локални управи кои не се нејни помуцкана. Тоа се 4 општини познати во историјата како црвени општини, црвени комуни. И во Кавадарци бановината донесува одлука да се граде пат од Лакавицата преко Неготино, Кавадарци за Прилеп. И сега, бидејќи во Кавадарци не смее ништо да се граде, комунистите смислуваат еден дил, или како да го речам, една итрина. Во проектот не смее да има река Луда Мара, нити па да се спомне Кавадарци. И тоа инженерите, градежни инженери по идеологија комунисти го прават. Се доаѓа до комплетен главен проект. Се дава тендер, тендерот го добива предузимач и почнува да се граде патот. Трупот на патот се граде, меѓутоа и објектите, а тој мост преко Луда Мара во Кавадарци не смее да стое во ситуацијата, во подолжните профили, во предмерот и во пресметката како Кавадарци, него само населено место. И го изградува предузимачот тој објект мостот. Ако бил некој во Кавадарци, оној најглавниот мост, централниот, изграден. И формира предузимачот бара да се формира комисија за колаудација за прием на објектот и да се и наплате парите. Формира бановината комисија и во таа комисија председател е еден од бановита. Кога одат во Кавадарци, гледат во Кавадарци објект и с места не даваат ништо, дури не сакат ни да го примат објектот. Меѓутоа овој предузимачот исто така нивни човек е, ги замолува
го примат објектот со сите, да речеме, оние испитување како квалитетен и како награда, тоест казна за Кавадарци како црвена општина, додека била таа црвена општина трупот на патот од исток, односно од кај страната на Неготино и на запад кон центарот на градот останува неврзан и мостот стоел 3 години како на триумфалната капија. Под мост врвеле, над мост врвеле, награда дале овие од Бановината за Кавадарци ништо да нема. Ајде, од друга од Кавадарци за прашањето. Ово е искуство. Тоа, молим. Јас сум Павле Чекоровски од Кавадарци. Благодарам. Господјата има можност да постави. Копје, Велеси, Кавадарци, Резил, тоа е. Едно прашање од понов датум, иако е секојаш корисно да се подсетиме на историските корени, особено на Црвено Куманово. И јас доаѓам од тоа Црвено Куманово и работам и во областа на локалната самоуправа и на рамномерниот регионален развој и би сакала по едно прашање од двете области. Со оглед на тоа, како што каже градоначалникот Дамјановски, дека една од суштинските форми на демократијата е локалната власт, локалната самоуправа, а една пак од најнепосредните форми на учеството на граѓаните е, например, референдумот. Многу ретко користен за жал и како идната власт, која верувам дека ние овде присутните како дел и партиски и непартиски ќе ја формираме, како ќе ги избегнеме таквите злоупотреби како што беше во последниот случај со општината Центар и со референдумот за изјаснувањето на граѓаните за изгледот на градскиот трговски центар, дали се планира спуштањето на цензусот, бидејќи така висок цензус за референдум, за суштински прашања од секојдневното живење на граѓаните, а за некои изборни регулативи е многу понизок цензус. Дали тоа се планира во програмата на идната влада? Тоа е од локалната самоуправа, а што се однесува од рамномерниот регионален развој. Кажавте дека иднината на развојот е Европа и свет на регионите, не на мали локални, урбани или рурални заедници. Дали исто така во нашата програма и во некој иден развој се планира корекција на сегашниот модел на рамномерен регионален развој, бидејќи забележавме многу злоупотреби, можеби не толку очигледни, но суптилни, и оној дел мал од колачот што ни припаѓа законски од буџетот на државата беше одлеван преку ресорните министерства и по 5 пати се китеа со исти перја. Истите објекти ги пушта еднаш под фирма на рамномерен регионален развој, друг пат како успех на одредено министерство, трет пат на локален градоначалник од ВМРО-ска провиниенција. Благодарам. Благодарам за прашањата. Во однос на првото прашање. Ова што ни се случи највоочливо е со Скопје 2014. Се потрошија огромни пари, околу 600 милиони евра, и крајот не се гледа, се уште се трошат пари, околу 40 на милиони само оваа година за доизградба и промена на фасади и така натака. Не е дозволиво. И во контекст на она што го говоревме од почетокот, дека граѓаните мора да учествуваат и да го кажат своето, како ќе се трошат парите и кои се нивните приоритети. Скопје 2014 очигледно е резултат на принципот на функционирање на ВМРО ало миле ми текна. Значи тоа не сме да биде така. Има во законот институти, меѓу кои и референдумот. Значи граѓаните мора да бидат прашани за вакви крупни работи, дали сакаат или не сакаат. Втора работа е што со референдумот, последниот референдум кој што се одржа во Центар, е дека иако огромен број на граѓани, огромно мнозинство на граѓани го кажа своето не за таа налудничава идеја да се преоблекува градскиот трговски центар, сепак референдумот законски не беше успешен, иако јасна е волјата на граѓаните. Ќе мора да се размислува за законска промена во делот на законот за референдуми околу цензусот.
за локалните референдуми. Нема никаква логика председател да се бира цензусот за председател на државата да биде 40%, а за цензус за локален референдум да биде 50%. Значи тука дефинитивно мора да се работи нешто. Јас по ово прашање само Дејан би го надополнил. Институција референдум не може да се спроведе ако немаш регуларна институција изборен процес. Ако немаш прочистен избирачки список, ако имаш 1.750.000 по список гласачи, а имаш 1.600.000 здравствени легитимации во Република Македонија со 400.000 од 0 до 18 години кои немаат право на глас. Јасно укажува дека таа бројка од цензусот никогаш нема да биде исполнета. Се поставува прашање на ваков список, ако има регуларен изборен процес, дека немаме да имаме цензус ни за парламентарни избори. Према тоа, за мене, реално, она што се доби како резултат на референдумот во Центар е успешен референдум, бидејќи 4-5 изборни циклури наназад тамо излегуваат 27-28.000 гласачи. Ако 18.000 гласачи кажеле не, јасно е дека референдумот е успешен. Законски има право да го глорифицираат во обратна насока, дека еве народот сака. Народот не сака. Излегувале 27.000 гласачи, 18.000 рекле не. Дефинитивно, институција референдум мора да има желба на излезени гласачи, не на тие што не сакат или се фиктивни, бидејќи податокот колку е званичен, 400.000 македонци не живеат веќе во Македонија, избирачкиот список не е легитимен, така да институцијата референдум не може да биде валидна со постоечките законски прописи. Што се однесува до равномерниот регионален развој, ние ова работа елаборираме 4-5 години наназад. Врска нема со тоа што законот има желба да ги исправи историските неправди за однос на диспропорција во финансирањето на желбите на постојачката власт. Тоа не амнестирам власта на Социјалдемократскиот сојуз од 10 години, 8 години во еден период 6+4. Значи, секогаш централната власт тежнеела прека локал патриотизам и преку моќта да Скопје биде центар на светот, да сите други општини бидат запоставени, судбината на Куманово и на некои други општини кои се маргинализирани на политичка сцена, особено во последните 25 години, е таква како што ја знаете. И регионалниот развој имаше задача да ги исправи тие неправди. Тоа не се случи од позиција што со тоа ќе беа оземени над 20% буџетски средства на развојните програми да креираат регионите, а не министрот Ставревски, Миле Јанакиевски, социјалниот сектор и не знам кои други, екологијата и она што значи инвестицијските капитални проекти. Затоа законот за регионален развој е мртов и додека не направиме промена на политички систем, да ја вратиме демократијата, нема да имаме регуларна локална самоуправа, нема да имаме децентрализација, нема да имаме регионализација како основа келија и двигател на економскиот развој. Не зборуваме за локален, тоа е една флоскула. Регионалниот развој е капацитет кој треба да ги задоволи, бидејќи во големите држави има огромен број локални самоуправи. Словенија има 280 локални самоуправи. Така да локална самоуправа е единка каде треба да најдат интерес помална група на заедница на граѓани. Регионот е тој кој ствара услови за просперитет и економски развој на населението. Благодарам на прашањето. Благодарам. Друг за збор или прашање? Атина ја гледам, ајде јас 2-3 збора ќе додадам само на прашањето кое што беше поставено.
политиките кои што се зацртани, се ги напоменав и двете програми во однос на рамномерниот регионален развој. Треба да го гледаме во создавањето на можности кои што можности ќе овозможат да се искористат потенцијалите на луѓето кои што живеат на различните места во Македонија, да можат да ги остварат своите барања, своите потреби на регионот или во местата каде што живеат. Затоа што патувајќи низ Македонија, работејќи ни, нема место каде што не сме били и не сме посетиле. Одговорот е во Струга не може да останат инженерите кои што завршиле информатика или софтвер инженери во Скопје, бидејќи во Струга нема ни една софтверска фирма. Зошто ја спомнувам сега? Софтвер, Струга, инженери. Оние кои што работат со новите технологии знаат дека да бидеш софтвер инженер не ви е потребно дали се најдувате во некое рурално место, али се најдувате во Индија, затоа што аутсорсингот на бизнисите и голем дел овде наши високо образовани кадри работат за амерички и шведски компании, имаат амерички работно време, ги вршат работите во Скопје или во другите места, а нивните матични компании се надвор од Македонија. Меѓутоа, зошто сето тоа кое што е потенцијал во местата кои што произлегуваат од сите градови и рурални населени места во Македонија, да не биде координирано, интегрирано во одредени сегменти на развојот на одредени територии. Значи, мора храбро да се настапи во кој што и науката и политиката мора да најдат заеднички јазик, во кој што науката мора да стане применета наука. Во кој што сите оние кои што се работат во делот на истражувањата и во делот на барањата на решенија мора да храбро да ги постават. А државата и политиката се тука нив да ги помогнат. Политиката за рамномерниот регионален развој точно ова го имаш, бидејќи целокупната идеја и целокупната припрема на новите на законот и на сите сегменти во времето кога СДСМ беше на власт, точно согледувајќи ги сите овие аспекти. Меѓутоа исто СДСМ ни еден ден не ја практикувал можноста за рамномерниот регионален развој и имплементацијата на законот, меѓутоа тоа воопшто не значи дека СДСМ цело време не ги прател и не давал предлози како тоа да се исправи, да се подобри. Во контекст на ова може да биде конкретно кажано дека ако што беше споменато, ти еден пост на првиот план на еволуација на акциониот план на стратегијата за регионален развој во првите 5 години што беше направен, покажа не дека се потрошени 1%, туку 0,04%. Значи 25 пати помалце од колку она што требало да биде дадено, потрошено на регионите. Меѓутоа и тоа што е дадено во тој сегмент е направено во насока која што од една година е пролонгирано за наредната, активностите украдени од една година за втора година и така натаму. И третиот сегмент овде што мора да го споменеме, дека градењето на капацитетите ние она што се изгради мора понатаму да се надградува. Затоа што сепак се создадува името регионален развој, стана познато меѓу луѓето, меѓу граѓаните. Центрите веќе добија одредена структура. Меѓутоа тие не е доволно да тоа што законот го предвидува се оствари. Така да политиките кои што се дел и од двете програми значат комплетна поддршка на мерки и активности за рамномерниот регионален развој со учество на актерите кои што се во регионите, а не со диктат на централната власт. Благодарам. Се надевам дека одговоривме на прашањата. Со оглед на тоа дека еден час помина од планираното, доколку нема други прашања или сугестии, би сакал само вака едно резиме да дадам на крајот од сето ова што беше дискутирано, дека не само локалната самоуправа, туку било кој сегмент во општеството не може да се разгледуваат самостојно, туку како дел од општеството. Не може да зборуваме за
развиена и добра локална самоуправа, доколку се уште зборуваме за загушена слобода, неправда и немање на демократија. Затоа основен предуслов за развој не само на локалната самоуправа, туку на било кој сегмент е прво да се вратат слободата, правдата и демократијата, па потоа да се развиваат и сите други останати сегменти. Ви благодарам за учеството и се надевам ќе се видиме повторно и во други прилики. Благодарам.